Добра вечер ви посакувам во ново информативно издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги погледнеме најпрвен кратките најави, останете со нас. Пожарникарите стручно обучени за справување со предизвиците. Поставен 10-метарски крст во Табановце. Чади депонијата Краста. Значително намалување на бројот на пожарите е регистрирано минатата година на подрачјето на Куманово во споредба со 2021 година. Според годишниот извештај на територијалната противпожарна единица Куманово, лани имало дури 179 интервенции помалку во споредба со годината претходна. Пожарникарите од Куманово се дел од секоја обука што ја организира Дирекцијата за заштита и спасување и се стручно оспособени да одговорат на секој предизвик на најдобар можен начин, рече командирот Дејан Илиевски за своите вработени на денешната седница на Советот на општината. Советникот Миле Андоновски претходно побара во иднина да се преземат максимални можни мерки за зголемување на способноста и стручноста на пожарникарите во Куманово. Инаку според годишниот извештај на територијалната противпожарна единица Куманово, минатата година е имало 179 интервенции помалку во споредба со годината претходно. Во извештајот таксативно ги имате наброено сите ваши активности во претходната 2022 година. Меѓутоа, се забележува дека во делот на обуката на вашите вработени недостасуваат, а тоа се гледа и во планот или програмата за работа во 2023 година, недостасуваат пошироки и позначени активности за зголемување на способноста на вашите вработени да делуваат и во вакви ситуации како што животот не доведе да мораме да ги решаваме. Исто така сакам да потенцирам, се извинувам, дека во делот во вашата програма кој што ги истакнувате потребите за доопремување на територијалната противпожарна единица, ги имате само наброено воопштено вашите потреби, со тоа што дека ќе побарате доопремување на единицата со средства кои што ќе бидат доделени од надлежните државни органи и од локалната самоуправа, не наведувајќи конкретно што е тоа што е оптимална потреба и нужна потреба за да можете квалитетно да ги решавате предпоставените проблеми кои што можат да се случат. Морам да потенцирам дека обука како обука на професионални пожарникари врши Дирекција за заштита и спасување. На сите обуки до сега што ги има 4 или 5 направено во изминативе неколку години, нашите вработени се праќени таму и се врши обука. Меѓутоа, колку и со каков капацитет ќе биде таа обука, не зависи од нас, туку од Дирекција за заштита и спасување. Ние во дворот на територијална противпожарна единица колку можеме, секојдневно вршиме вежби околу набавка на опрема, што спомнавте. Овде, да, општо кажано, дека ќе се обратиме до надлежни институции и тоа го правиме. Кога праќам барање до Дирекција за заштита и спасување, таму таксативно се наредени дел од возила, опрема, што има потреба територијална противпожарна единица Куманово. Сум задоволен до тоа дека се гледа големо намалување во обемот на работата во 2022 во споредба со претходната, и тоа за дури 179 интервенции. И посебно ме радува тоа што во делот на пожарите на отворен простор е намалување за дури 145 интервенции. Се надевам дека ваквиот тренд ќе продолжи понатаму и дека нема да имаме опожарувања во Куманово и во околината, како што беше минатите години. Не знам на што се должи тоа, дали народот почнал малку да се освестува, дали внимава на тоа, но во секој случај е тоа позитивен тренд. Советниците денеска ги изгласаа годишниот извештај на територијалната противпожарна единица Куманово за 2022 година и програмата за работа за годинава. Во селото Табановце викендов беше поставен крст висок 10,5 метри по повод големиот христијански празник Прочка.
Станува збор за иницијатива на самите мештани, а со помош на приватни субјекти и физички лица и градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Екипи на јавното предпријатие Чистота и зеленило денеска и вчера со механизација интервенираа на депонијата Краста во селото Пчиња. Поради силниот ветар, вчера се запали градската депонија. Според регионалниот центар за управување со кризи во изминатото деноноќие, регистрирани се 4 пожари во Куманово и 2 во Старо Нагоричане. Екипите на Чистота и зеленило со поддршка на механизација и денеска го покриваа со земја зафатениот дел од депонијата Краста, соопштија денеска надлежните од предпријатието. На депонијата вчера се забележуваше и пламен кој беше видлив од повисоките локации од Куманово. Зафатен е горниот дел од депонијата од платформата. Поради силниот ветар, поголемиот дел од депонијата беше зафатена од оген и во текот на вчерашниот ден веднаш пристапија со интервенција екипите на јавното предпријатие, при што асистираше и противпожарната бригада. Меѓутоа, знаете, за жал, вода не ја гаси самата депонија, бидејќи претежно горат гасовите кои што се наоѓаат во неа и потребно е санирање и нанесување на количини на земја. Поради силниот чад од ветерот, во текот на вчерашниот ден екипите на јавното предпријатие не можеа да интервенират и да нанесуваат земја. Меѓутоа, од утринава веќе интензивно се работи и сме во контакт со неколку стопанственици фирми кои што работат и поседуваат земја да достават одредени количини на земја како би можело да се санира чурењето. Во моментов некаде околу 70% е намалено од горењето на самата депонија, остануваат уште 30%. Се надеваме дека во текот на денот ќе ги санираме и останатите 30%. Се работи за еден непристапечен дел на горниот дел од самата платформа, каде што земјата е многу мека и е многу ризично за работа и за санација на истата. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека во текот на изминатото деноноќие регистрирани се 4 пожари во Куманово и 2 во Старо Нагоричане. Инаку во текот на вчерашниот ден, силниот ветер турнали големо дрво во стариот градски парк, а искршени се и гранки на повеќе локации. Екипите на Чистота и зеленило ги отстрануваат дрвјата и гранките. Од предпријатието вела дека работат на кастрење на гранки и отстранување на стари дрвја по насоки на стручна комисија. На територијата на СВР Куманово спроведена е засилена акциска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возило со брзина поголема од пропишаната, при што санкционирани се 105 возачи. Од нив 89 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 16 надвор од населено место. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци. Засилените акциски сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, за да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот и заедно да придонесеме за посигурни патишта, велат од полицијата. Ветерот оштети покрив на зграда во центарот на градот на Куманово. Повеќе во прилогот во продолжение. Оштетен покрив на зграда во централното подрачје по синоќишниот ветер. Просторот околу зградата е ограден со полициска лента која укажува на опасност поради надвиснатиот покрив. На терен интервенираше екипа на противпожарната единица Куманово. Надлежните информираа дека истиот е подигнат и преклопен и мора итно да се санира. Од општинскиот инспекторат за домување треба да извршат увид на местото на настанот и да констатираат дали зградата е управувана согласно законот за домување, дали има управител или заедница на сопственици. Ако има управител, тогаш ќе се задолжи да се донесе нужна одлука за санирање на покривот. Ако не, тогаш сопствениците на посебните делови сами треба да го реализираат тоа, сами да одлучат и веднаш да го санираат покривот. Велат од општинскиот инспекторат за домување. Просторот се уште е означен со полициска лента. Освен оштетениот покрив, ветерот предизвика проблеми и во стариот градски парк. Откорнати се неколку дрвја.
Физички напад врз малолетник во Куманово. МВР информира дека викендов 41-годишен кумановец пријавил дека претходната ноќ бил физички нападнат неговиот малолетен син од страна на 34-годишен кумановец. Надлежните соопштуваат дека по целосно документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово лишиле од слобода 4 кумановци. Тие се сомничат дека на улицата Моша Пијаде физички нападнале 72-годишна жена и од Зелечанта. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот. Против нив ќе следува соодветна пријава, информира полицијата. Ке продолжи поставувањето на лежачки полицајци во руралните населби, но и во приградските, информираат од општината. Кога општината ќе постави средства за успорување на сообраќајот, така наречени лежачки полицајци во Уминдол и Табановце, е едно од прашањата на кои советникот Саша Николиќ побара одговор од локалната власт. Тој истакна дека мештаните прашуваат кога ќе почне изградбата, бидејќи безбедноста е многу поголема. Знамо да кроз ова 2 населена места пролазе и регионални путеви кои воде кај неким гранични прелазима, а односи се на поставljане успоривача брзине автомобила, односно популарни лежачи полицајци, jer у непосредној близини ових сообраќајница налазе се 2 основни школи Браќа Рибар у Табановцу и општинска основна школа Карпош у село Уминдол. Питање граѓана е када ќе се приступити изградњи ових лежачих полицајаца, затоа што е сигурност граѓана пред свега на највишем ниво. Од општината одговорија дека уште пред неколку години поставиле средства за успорување на сообраќајот во овие места, но истите биле отстранети при реконструкција на патот. Општина Куманово има пред неколку години поставено лежачки полицајци во село Уминдол 3, во Ново село 1 и во Љубодрак 2. При реконструкција на патниот правец Никуштак Черкези или Черкези Никуштак, истите беа отстранети. По наша сугестија ги замоливме изведувачите, бидејќи ние не го финансираме тој патен правец, да ги вратат истите, не беа вратени. Бидејќи имаме одобрение за поставување на тие сообраќајни, односно лежачите полицајци, истите ќе бидат од наша страна вратени во периодот кога ќе почне да работи летно одржување. Што се однесува до лежачи полицајци Табановце, за нив имаме сообраќајни проекти изготвени и добиено согласност од Министерство за внатрешни работи. Исто, мислам дека утре или во понеделник или вторник ќе бидат поставени прво сообраќајни знаци за да се обележи место дека тука ќе бидат поставени лежачки полицајци и во наредниот период истите ќе бидат поставени. Од Оделението за комунални работи информираа дека лежачки полицајци ќе се постават и на улицата 120 и 101 во населбата Карпош. Дополнуваа дека веќе се поставени знаци за истите. Во продолжен објект на улицата Теофан Економов било влезено со употреба на сила и биле одземени пари, информира кумановската полиција. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Членовите на Комисијата за правни и политички прашања на ПАПСЕК на онлайн состанок ја избраа Лидија Тасевска, шеф на делегацијата на Собранието во ПАПСЕК, за подпредседател на комисијата со мандат од 2 години. На состанокот учествуваа националните делегации на Азербејџан, Бугарија, Грција, Молдавија, Северна Македонија, Романија, Русија, Србија, Турција и Украина, како и представник на постојаниот меѓународен секретаријат на ПАПСЕК. Комисијата ги одобри нацрт извештајот и препораките на тема улогата на парламентите во заекнувањето на економската безбедност во земјите членки на БСЕК, кои ќе бидат доставени на 61-та пленарна сесија на Генералното собрание на ПАПСЕК во мај годинава. Комисијата исто така беше информирана за тековните активности на организацијата, информираат од собранието. Во продолжение вестите од Македонија.
Пекарската индустрија се закани дека нема да произведува леб доколку владата ја донесе мерката за замрзнување на неговата цена на 33 денари. Ако владата ја донесе мерката за ограничување на цената на лебот, од следниот ден нема да има леб на пазарот, изјави денеска Горан Малишиќ, председател на групацијата за мелничко-пекарската индустрија по состанокот во Стопанската комора. Во саботата министерот за економија Крешник Бектеши најави дека од 1 март ќе биде замрзната цената на лебот на 33 денари. Мерката е на предлог на Министерството за економија, поради тоа што анализите покажале дека голем дел од компаниите за прехранбени производи кои добиваат субвенционирана струја не ги намалиле цените на производите и по 3 месеци. Најмладиот милионер новоденари во земјата имал 8 години, а највозрастниот 96, покажуваат даночните пријави доставени до Управата за јавни приходи, а се однесуваат на даночната 2021. Директорката на управата Сања Лукаревска ги презентираше податоците од анализата за годишните даночни пријави. 8-годишникот во 2021 пријавил приходи од нешто над милион денари или околу 16.000 евра. Највозрастниот пак имал приходи од околу 19.000 евра годишно. Исто така најголем дел од нив остварени од пензија. Најголема плата од 2 милиони евра на годишно ниво остварил граѓанин со работа во странство. Адвокати, нотари, угостители, одгледувачи на жито, трговци со делови за моторни возила се меѓу топ 10 на листата со најголем остварен доход. Бензинот Евросупер БС 98 и дизел горивото поевтинуваат за денар, а бензинот Евросупер БС 95 за половина денар од ноќеска на полноќ, одлучи Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Новата цена на литар Евросупер БС 95 ќе изнесува 81,50 денари за литар, 83,5 денари на Евросупер БС 98, а 76 денари на Евродизел. Со одлука на комисијата за 1,5 денари се намалува цената на екстра лесното масло за домаќинство и литар ќе чини 75 денари, а за 0,06 денари поскапува мазутот и килограм ќе се продава за 41,2 денари. Театар Куманово ќе гостува во Народен театар Антон Панов Струмица на 3 март со представата Секси лаги во режија на Драгана Таневска со почеток од 20 часот. Оваа комедија е работена според текстот Секси љубомора на Марк Камолети и е спој помеѓу интрига и моралот, вистината и лагата во која конфликтот на интереси произнесува чувства, реакции и односи кои ги прават ситуациите комични. Поради голема гледаност и заинтересираност на публиката, оваа ќе биде 9-та реприза на представата која премиерно беше изведена на фестивалот Денови на комедија минатата година. Одлична актерска екипа во чиј состав е Марко Трајковиќ, Анастасија Величковиќ, Жарко Јовановиќ, Нина Максимова, Александра Михајловска и Никица Јанковски. Представата има гостувано во Штип, Кавадарци, Гевгелија и Неготино, како и во Крива Паланка на фестивалот Јоаким Осоговски. Ја доби наградата за најдобра представа на фестивалот Денови на комедија 2022 година. Времето денес облачно време со дневна температура која ќе достигне 16 степени и минимална утринска која ќе биде 6 степени Целзиусови. Ви благодарам за довербата, останете понатаму со нашата програма.